За нови случаи со отруени кучиња и мачки во Берово, денеска информираат од иницијативата за заштита на животни во Берово. Лешеви на угинати животни, тврдат, се најдени во дворовите на училиштата. Највпечатливо од се е што и во двата случаи на труење е податокот што и сега и претходниот пат поставувањето отров се поклопува со доаѓањето на шинтерската служба од Куманово. Истиот случај е овој пат. Денеска доаѓаат шинтери, а вчера се поставувало отров. Лешеви од отруени животни се најдени во школски дворови, кај средното општинско училиште, старата гимназија во Берово и вчера последно најдено е куче во школскиот двор на основното училиште. А кој случај е пријавен од наш активист во општината и запознаени се доста добро. Информираат од иницијативата. Од друга страна, градоначалникот Звонко Пекевски ниту чул, ниту видел угинати лешеви низ беровските улици и дворови. Сакам да кажам она информација која добив од јавното претпријатие за комунални работи Устога Берово, дека во текот на денешниот ден има само подинето едно куче кое е настрадало удрено од автомобил. Додека во истиот ден немаат подинето, ниту добили најава за подигање на некој затруено куче. Информацијата не ми е потврдена, од страна на иницијативата, не знам за што станува збор. Сакам само да апелирам до граѓаните да се водржат од такви действија, тие се негативни, тие не носат никому добро ниту на градот, ниту на граѓаните кои. За неполни 3 недели, ова е трет случај на алармирање за труење на кучиња во Берово. Претходно, масовно труење имаше пред празниците. По ова, општината потпиша договор со фирма од Куманово за хуман третман на кучињата вреден 200.000 денари. Но само пред неколку дена, отруено куче беше најдено во еден од контејнерите во центарот на градот. Денеска во Берово, операторот по втор пат заловуваше кучиња скитници.